кога сме кај помладите генерации, ние повозрасните си ги чекаме во студио, така ли е, Искра? Да ти кажа, лични и почитувам. Љубоморни сме сега. Што барат. Што бара тука сега? Чисто само да се запознаеме, ништо страшно Се мислам. шегуваме. Добре ни дојде убава наша водителка Ивана Јанковска, како што зборувавме, и гледаш колку убаво размислува дека на ова тмурно време, не само заради промената на времето, току и општо што ни се случува, што ни е потребно? Смеа, насмевки на лице. Точно така. И да уживаме во емисијата што ќе следи, а со Искра ќе си разговарате токму за тоа на Алфа телевизија. Повели, Искра. Да, Ивана, добро утро и не само добре дојде, како што рече Слободанка овде во студиото, туку буквално ти посакуваме добре дојде во Алфа телевизија, затоа што е една информација за нашите гледачи од денес, од вечерва поточно. Точно. Ке може веќе да гледате и Ивана, што значи за самиот почеток, сосема логично е, пред да преминеме на емисијата, првото прашање, која е Ивана? Првично јас да посакам добре дојде на вас две, вие сте две прекрасни дами. Благодариме. Како што не најавивте вие, нас морам да дадам и јас позитивен коментар секако. Јас морам пред се да кажам, секоја ви чест што имате насмевка на лице, што сте секогаш средени, насмејани. И тоа станати во 4:15, Тоа сакам да кажам. Секоја ви чест на Сето сите водители. вештачко, душо, вештачко. Не се Навистина? шалам, нема врска. Па мислам дека колку и да е вештачко, Не, веќе со не, тек не. на време преминува Не, во не. навика, така да таа насмевка нека се останува цело време на нашите Не, туку лица. еве ќе со тек на време ќе сватиш дека си го оставаш зад вратата расположението, што влезеш, самите рефлектори, самиот Си го микрофон прават си го своето. прави своето, да. Сакам исто така да ги поздравиме девојките кои што беа предходни гостинки. Аха, Маријана и Моника. Точно, и Моника и Да, Маријана видов ги дека се знам лично. поздравивте, ма не знаев дека се знаете. Точно, се знаеме, бев лани на конференцијата, така да и тие што ќе ја посетат овогодинишната конференција, верувам дека ќе си поминат и така убаво, затоа што има што да се научи. И Маријана и Моника се исклучително добри девојки. Што значи дека веќе е еден плюс за тебе, сигурно си технолошки попоткована отколку повозрастниве помладите водителки. и така. Освен тој дел, не ми го избегнува одговорот која е Ивана. Која е Ивана? Па не знам дали има некаков одговор или еден одговор на тоа прашање. Можам да кажам за тоа како ме гледаат другите или што често ми говорат. Тоа е упорна, тврдоглава и неетлива во некои ситуации. И човек кој што кога ќе зацрта нешто, мора да го оствари. И човек кој што верува дека со ништата се остваруваат доколку навистина веруваме во нив. Што значи еве си го зацртала, си стигнала до овде, но ајде прво да видиме од каде ти во овие водителски води. Во телевизија сум па скоро 10 години. Почнувајќи од временска прогноза, презентер за временска прогноза, емисии за деца и родители, естрадни магазини, па дури сум водела и емисија за градежништво. Не знам како се најдов искрено таму. И што научи од таму? Како се прави куќа? Како се прават спуштени плафони, што е тоа инокс материјал, какви плочки разликуваме, да. Оџакот колку често треба да се чисти. Ето, ама тоа никош не го слушам, да. Знаете како, јас Требало велам секоја година да се чисти, врска нема, така. и оџачар која ќе се видел, не се сеќавам точно што требаше, да. А што требаше да му се направи на оџачар? Нешто требаше дали црвено, да, или за копче, да. да. се замисли желба. Точно, И да точно, ја точно. кажуваш нормално, Ето. твоја си е. Ова ти желба уште од дете? Не. Што си сакала да бидеш како дете? Како дете од секогаш кога ќе застанев пред огледало, мислам дека желба ми беше да ме знаат луѓето. Па, значи да Не бидеш... знаев на кој начин ќе биде тоа. Јас немав желба да бидам водител или да имам своја емисија позади себе, но сакав луѓето да ме знаат. Не знам зашто. Ете така, веројатно поради тоа што сум дуплила во хороскоп и тој хороскопот самиот по себе си носи така да сакам аплауз. Најверојатно, не знам. Поддршка. Поддршка, да. Да, за жал немаме многу време и тоа е нешто што знаеш ќе те набива Така. тоа времето ќе ти прави притисок. Да преминеме на емисијата. Ајде. Знам, она што јас знам е дека вечерва започнува на премиерно. Првото издание во 8 часот и 30 минути и емисијата се вика Старс. Така е.
Така што првото прашање, има ли звезди во Македонија? Имат звезди. Имат звезди во Македонија. Сега не знам колку тие самите се сметаат за звезди, не броиме многу голем број на членови од македонската естрада, но самата емисија Старс нема да вклучува само музички звезди, него ќе вклучува тука и политички звезди. И тоа сега те прашам, Ке бидејќи вклучува- главните звезди кај нас се политичарите, дали ќе успееш да донесеш и некој политичар? Здравија Боже, сега на почеток ќе се фокусирам малку на ова, како да кажам, повесела. По лајт варијанта. Ете така. Да. На таа варијанта, а понатака ќе вклучиме водители, успешни водители, ќе вклучиме успешни политичари, успешни спортисти, Ке не успешни повикаш? актери. Политичарите ќе ти дојдат пред следните избори, тогаш ќе им треба. 4 години сега Абе, не сигурно ги ќе мрдаш, знаеш како? сигурно. Сега мислам дека и треба да направиме една минимална кратка пауза од политиката, да. затоа што и Браво, реално браво. ја имавме пречесто. Детокс. Да, детоксикација. Те да не си направиме проблеми. Како ја оценуваш македонската естрада? Бидејќи ова ќе е естраден магазин, така? Точно, да. Македонската естрада како ја оценувам? Со тек на време мислам дека сите ќе сватат што е тоа усвари што треба да го работат и како треба да менаџираат со таа своја професија, затоа што секој што ја работи професијата што ја работи, а е поврзано со јавноста, мора да е свесен за нештото, да е свесен за тоа што кога ќе седне од спроти некој водител дека ќе има прашања кои што можеби нема да му се допаѓаат, но големината на самиот човек е да се снајде во таа ситуација. Тоа е мое мислење. Како што јас на почеток 3 пати те прашав која е Ивана, ти ми вртеше. Па да, тоа е дипломатско избегнување на одговорот, нели да? Ке има баш незгодни прашања? Па не е целта на незгодни прашања, мене целта на самата емисија ми е всушност да имам една балканска звезда, без разлика од која област ќе биде таа, и една наша македонска звезда. Што сакам да постигнам со тоа? Сакам да постигнам да кога ќе седнат тие две личности, всушност ќе можат да си поразговараат, да разменат мислења, да видат каде, зошто толку ги фаворизираме еве ние како нација балканците или соседите, да, а не толку нашите. Не е точно дека ние не ги фаворизираме нашите. Доколку нашите нешто прават и доколку нешто се случува, ние Тогаш може да секако биде дека ќе препознаено. ги... Да. Ке има ли своевиден надпревар помеѓу нив, помеѓу гостите? Надпревар, па надпревар може да кажам дека да, во смисла на предизвици, ќе има тука предизвици кои што ги подготвува дел од мојот тим. Тука ќе има некои надпревари кои што ќе бидат интересни баш за гледачите, така да не откриваме се, ќе видат вечерва во 20:30. Јас вака само ќе ти оставам, значи она е таа твојата камера. Добро. Еве како ќе ги поканиш гледачите вечерва да присуствуваат пред малите екрани? Прво да ги поздравам сите гледачи пред малите екрани на Алфа телевизија кои што се моментално присутни заедно со нас. Вечерва 20:30 часот почнува естрадна емисија Старс заедно со мене и мојот тим кој ќе имате чест и задоволство да го запознаете вечерва. Мислам дека ќе има навистина многу смеа, многу забава, многу предизвици кои што ќе ве оттргнат барем на момент од реалноста и онака ќе ви остават простор да си уживате во тоа едночасовно поминато време пред телевизијата. Браво, Ивана го положи тестот. Сега ја препуштаме палката на другата твоја млада колешка, Слободанка. Благодарам, Ивана. Оно што јас морам накратко да се одјавиме да кажам дека многу ми се допега твојот дух кој што си го носиш и убавата и позитивна енергија. Те гледаме вечер сите пред ТВ екраните за да се опуштиме во 20 часот и 30 минути Старс.